Јас сум Маја Вановска, а вие гледате Проверено. Тема на ова издание е референдум. Дилеми, проблеми, очекувања. Во оваа епизода анализираме со директните учесници во спроведувањето на првиот референдум за независна Македонија, но пренесуваме и сведоштва на новинарите од тој период и нивни прогнози за престојниот референдум. Еве што ќе гледате во продолжение. Референдумот за независност неповратно ја определи македонската европска иднина, но малку се оние што знаат за улогата на новинарите во намерата да успее независна Македонија. Тогашните медиуми во предвечерието на распадот во Македонија завзедоа правилен став. И тоа е историски момент. Младите новинари и средната генерација практично ги истуркаа сите тие не само програмски, туку и народни премрежија во тие денови, во тие месеци, во тие години. Поречи си 3 децении гледаме една поделена Македонија. Поделени политичари, поделени медиуми, поделени граѓани. Колку е важен овој референдум и дали тоа ќе биде навистина македонскиот четврти Илинден? Тој што мисли дека овој референдум не е континуитет со претходниот се излажал. Во Проверено гледате ексклузивно интервју со министерката за правда Рената Десковска за референдумските правни дилеми, како и репортажа од архивите на медиумите од раните 90-ти. Македонија не е првпат исправена пред историски предизвик. Референдумот за независност беше во турбулентни времиња. Престојниот референдум за промена на името неповратно ќе го промени правецот по кој што се движи Македонија. Сашка Цвитковска анализира дали ова е уште еден референдум или продолжение на првиот, во кој што јасно беа утврдени евроатлантските перспективи на земјата во првата државна стратегија по донесувањето на Декларацијата за независност. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Од излезените 93% или 94% така нешто беа што гласаа за. Тоа беше убедливо изгласување на референдумот за, да кажам така, изјаснување на народот за независна Македонија. Меѓутоа се разбира, независна Македонија станува со државен акт и затоа со уставот ние навистина прогласивме независност. Референдумот за независност неповратно го определи правецот на новата европска држава, а во зголемувањето на шансите за неговиот успех се вклучуваат сите. Многу е важно Скопје. Милан Талевски, председателот на собранието на градот, памети колку градската организација била вложена за тој да успее. Не само што работеле на организацијата, туку и самите непоттикнати од политичките сили оделе во кампања. Ова е референдумскиот леток што го направи собранието на град Скопје. Така, референдумскиот леток Скопје, референдум 3 Илинден 903, 44, 91. Еден ваков леток беше залепен и на шампањското што од оваа страна го отвори Илија Андонов. Ченто? Во колективната меморија е сликата на плоштадот кога се отвора шампањот, а на него не мислел некој политички протокол, туку човекот од градското собрание кој се сетил дека независноста мора да ја придружува и здравица, па тој ги однал чашите и виното на плоштадот. Некаде околу 22 часот се појави Милан Талевски со првичните резултати. Мислам дека тогаш што ја даде и првата изјава за македонското радио околу успешноста на референдумот на територија на град Скопје, така да Милан Талевски од едната страна, ние од другата страна се договоривме сите да се качиме на бината и спонтано сето тоа испадна. Тие, бидејќи не бевме организирани, ние навистина не знаевме како што, па одеднаш се сети, мислам дека Милан Талевски се сети дека сето тоа треба да го прославиме со некој не со некое пенушливо вино, па се случи да позајмиме од ресторанот, а мислам дека тој носеше од собранието едно или негово лично, не знам како беше виното, па така да се случи на бината, беше отворен шампањецот, откако претходно председателот на државната
комисија прогласи дека референдумот е успешен и тогаш спонтано настана таа прослава, се отворија шампанците, пука, си честитавме. 8 чаши, ете тука сум јас, Шенто, председателот Глигоров, председателот Клюсев, понатаму Блаже Ристевски, Лјупчо Георгиевски, Павле Кекен, Павле Константинов од извршен одбор и Ѓорги Наумов. Тоа се 8 чаши кои беа поделени, со нив се наздрави успешноста, кога председателот на Државната изборна комисија Никола Коневски ја прогласи успешноста и кога председателот Киро Глигоров наздрави и кажа да живее самостојна и суверена Република Македонија. Впрочем, тоа го имате во снимките на македонска телевизија. Можам во оваа прилика да ви ги покажам и оваа слики како изгледаше небото над Скопје. Значи, кога се заврши, кога се прогласи, овие слики покажуваат радоста и како се распара небото над Скопје во тоа време со таа пиротехника. Меѓутоа, радоста беше неизмерно голема. Ова е како се послужуваат, овде честитки, овде е како изгледаше инсерт дел од бината. Значи, неповторливо чувство, не знам што да кажам. Јас бев премногу среќен како и секој обичен македонец, што дадов заедно со моите соработници еден свој влог за успешното гласање на граѓаните на град Скопје како председател на Собранието на град Скопје. Но како Македонија се подготвуваше за историскиот референдум? Дали успехот дојде сам по себе? Не се многу оние кои знаат за историската улога на медиумите во подготовките на референдумот за независност. Младите новинари и средната генерација практично ги истуркаа сите тие не само програмски, туку и народни премрежија во тие денови, во тие месеци, во тие години, од 89-та, 90-та, 91-та. Радиото отвори програма во градскиот парк, кај фонтаната, оттаму правевме директна програма, оттаму одеа вестите во 22, Радио 22, таа емисија беше доста популарна и доста слушана во тоа време. На денот на референдумот, Денот пред референдумот, значи на 7 септември. На 8 септември исто така, после ноќната програма, отворена за граѓаните, каде што нонстоп се јавува, ја ми се чини во тие 48 часа, неколку илјади граѓани се јавија по телефони преку хибридите во програмата на радио, во програмата, значи јавно. Целата македонска јавност беше анимирана, сите делови. Новинарската фела и новинарите, особено овие кои има некако влијание тогаш во радиото, телевизијата, Нова Македонија и така натаму, беа со ист ентузијастички пристап во формирањето и следењето на информациите, зашто сепак учествуваат во новата политика на создавање на една нова Македонија, нова не во однос на грчко-македонски спор, туку на една нов државотворен субјект. И мислам дека тој ентузијазам беше прилично вешт и во притисокот од новинарите и новинарските асоциации или медиуми врз политичките елити, особено оние кои се уште имаа одредена пројугословенска носталгија. Па, дел се препознава во формирањето на партиите, кои имаа некаква конекција со екс-Југославија, персонална, па дури и партиска. А дел беа сепак ситуирани во микројадра кои беа на одреден начин југоносталгичари. И тоа беше прилично важен аспект, до толку повеќе што вие не заборавате дека кога Македонија се формираше, овде моќен инструмент на влијанието на Србија беше ЈНА. А ЈНА беше јасната федералистичка концепција која не дозволуваше отцепување ни на Србија, ни на Словенија и Хрватска, камоли за тогашната мала Македонија. Тогашните медиуми во предвечерието на распадот во Македонија завзедоа правилен став. И тоа е историски момент. Нека не се лутат колегите од македонската телевизија, спиеја долго време, се разбудија само да, колку се сеќавам, да го снимат огнометот откако председател Глигоров прогласи дека референдумот е успешен. Проверено ја провери архивата на Универзитетската библиотека. Заложбите на македонските медиуми да ја анимираат јавноста да го поддржи референдумот, особено на тогаш култното радио Скопје, вродуваат со плод, па дури ја охрабруваат политичката елита да биде поактивна во кампањата за референдумот.
Големата енигма на новинарите во пресред на референдумот е како ќе гласи прашањето. Кој го смислувал денес познатото? Дали сте за суверена и самостојна држава, Македонија, со право да стапи во иден сојуз на суверените држави на Југославија? Во реалноста, исплашени биле политичарите, но похрабри биле медиумите. Јас работев во Радио Скопје. Беше веќе средина на лето. Беше јасно дека референдум ќе има. И во вилата на председателот Глигоров во Охрид ме однесоа, не киднапираа, условно да кажам, едно десетина новинари кои тогаш нешто беа уредници, влијанија, Нова Македонија. Добро, сега тоа е веќе ирелевантно. Не однесоа со кола, знаевме дека ќе одиме кај председателот, но не знаевме што е темата и кој се ќе биде присутен. Тоа во меѓувреме дури и директорите што беа со нас не ни го соопштуваа, отидовме таму. Беше јасно кога ги видов премиерот Кјусев и подпредседателот Блаже Ристевски за што ќе се разговара. И нормално Киров во председателот Глигоров во својата византиска политика, да не омекне, да чуе што повеќе од нас, почна ние обично го викаме тоа од кулина бана. Како ќе биде, па што ќе биде, па како реагира народ, така натаму. И за да некој од нас му пукне, филмот да праша председателя, што ќе биде референдумското прашање. И повторно шефот на државата, нели тогаш се обидуваше да еквилибрира, да не го соопштува, веројатно можеби и не го знае. Меѓутоа, еден од овие другите двајца беше вака доста брборлив, да речам условно, вика, а ти што мислиш, директно браќајќи, за вакво прашање? Додатокот на прашањето, кој највише предизвикува полемики, беше председателот Глигоров обвинет дека не верувал во независноста на Македонија. Иако сите негови претходни изјаснувања, уште пред да стане председател, се во таа насока. Тие постојат интервјуа, тие разговори постојат, тие изјави постојат и можат да се видат. Во една прилика, значи многу подоцна откако веќе не беше председател, беше во пензија, го поставив едно такво прашање, дали тој верувал или не верувал во исходот на референдумот за независност на Македонија и зошто е тој додаток да стапи во сојуз со другите југословенски држави. Ќе го кажам сега посеќавање одговорот, иако го имам и прецизно набележано. Тој рече дека не е точно дека не верувал, бидејќи сите истражувања покажуваат дека над 55% од граѓаните ќе гласат за независност. Тогаш зошто? Тогаш зошто има потреба од такво датум? Уште беа свежи чувствата кај граѓаните за заедничката татковина Југославија и уште имаше политички партии кои беа пројугословенски. Меѓутоа, главниот мотив е дека со 55% не се прави независна држава. Тоа значи дека секогаш ќе има некакви проблеми, дека ќе биде јавноста поделена. Додатокот на прашањето овозможи над 90% од тие што излегнаа на гласање да гласат за независност. Но не е само прашањето. Уште еден поглед врз архивите од тогашната Нова Македонија покажува не само позрел интелектуален пристап на тогашните новинари кон референдумот, туку тогаш почнува и дебатата за членство кон некои други федерации. Со референдумот за независност и државните стратешки документи кои тогаш се носат, неповратно се определува македонската иднина и е неспорно врзана за ЕУ и НАТО. Македонските медиуми и македонската политичка елита го направија важниот втор чекор, а тоа е декларација за стратегиските правци на развојот на Македонија. Првата декларација беше декларација за евроатлантско интегрирање на Македонија. Иако сега ми дозволиш, тоа е исто како што и денешните прекршувања се историски. Значи, во основа, првиот референдум и ово што сега треба да се одржи, имаат една константа. Тоа е дека имаат историски, дека си ситуирани во историско време и ќе носат перспективни историски одлуки. Уште пред независноста, поголем број од тогашните медиуми во Македонија, тоа е многу интересно за истражување, се определија за европскиот пат.
првите интервјуа на тогашните наши политичари, додека уште траеше распадот, беше за членство во Европската Унија. Дали во состав на Југославија, за да се избегне крвавата трагедија, или откако се веќе навести, се виде дека и Македонија е на тој пат, за излез се бараше Македонија да биде. Затоа не случајно сите развојни документи, не само политичкиот дел, туку и развојот на Македонија, се базираше на членство во Европска Унија. Не само во економскиот дел, туку и во општествениот дел. И тогаш. Значи, ако ја земете стратегијата на развој на Македонија изготвена во МАНУ од над 100 научници, која ги опфаќа и општествениот дел и економскиот дел, ќе видите дека се потпира на Европска Унија и на европското законодавство. Значи, тој процес е почнат многу оддавно, но со бавни чекори, со враќање назад и со успони. Значи, цел период на тоа. Тој што мисли дека овој референдум не е континуитет со претходниот, се излажал. Политичкото и граѓанско единство не е само за тогашниот референдум. Приносењето на договорот за стратешко партнерство со НАТО, видовме една иста таква обедината Македонија, која со консензус ја определи сопствената иднина. Денеска гледаме една поделена Македонија. Опозицијата не само што не дава поддршка, туку се користи и обскурна медиумска пропаганда, за која постојат сериозни индиции дека е помогната од странски служби и има цел за неуспех на овој референдум. Ако не веруваат на медиумите, на новинарите, на не знам на кого, треба да веруваат барем на програмите на нивните политички партии каде што припаѓаат, бидејќи секоја од нив, веќе 25, 6, 7 години во нивните програми и на сите изборни кампањи, устите им се полни на политичарите и на водачите на тие партии со НАТО и со Европската Унија. НАТО, Европска Унија, НАТО, Европска Унија. Еве име шансата за НАТО и Европска Унија. Или нека се одважат тие што се противници сега на ваков начин на решавање, на деблокирање на македонските интегративни процеси, нека објава дека од своите програми ги вадат тие елементи за нашата евроатлантска интеграција и тоа нека им го објаснат на своите симпатизери, граѓани. На референдумот ние, дедовците и татковците, ќе решаваме за нашите деца. И немаме право да погрешиме во однос на перспективата на иднината на нашите деца. Ако се откажеме од оваа евроатлантска интеграција, македонскиот економски погром ќе продолжи. Но Македонија мора да одлучи. Прашањето на зрелост денеска е тест и за политиката, и за медиумите, и за граѓаните. Најавениот референдум ќе биде трет кој ќе се спроведе на територијата на целата држава. Првиот за независна Македонија беше успешен. Вториот за територијалната поделба пропадна поради мала излезност. Престојниот референдум треба да се одржи кон крајот на септември, но до тогаш има многу работи кои ќе мора да се разрешат. Немаме државна изборна комисија и прочистен избирачки список. Нејасно е дали ќе гласа дијаспората и дали референдумот ќе биде консултативен или одлучувачки. Многу прашања на кои засега нема одговори. Предстојниот референдум за промена на името ќе биде трет што ќе биде спроведен на територијата на целата држава. Првиот беше на 8 септември 1991 година, кој резултираше со прогласување на независност на Македонија од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. На гласањето од 1.095.807 регистрирани гласачи излегоа 1.132.981 граѓанин или 71,85%, а од нив за се изјасниле 95,26%. Вториот референдум беше на 7 ноември 2004 година и беше распишан со цел изјаснување на граѓаните за законот за територијална поделба на Македонија. Референдумот беше распишан на барање на над 180.000 граѓани, а иницијатор за собирање на потписите беше Светскиот македонски конгрес. Референдумот не беше успешен, бидејќи на гласање излегоа 26,58% и не беше постигнат законски потребниот цензус од 51% излезност на вкупниот број избирачи. Кон крајот на септември се најавува нов референдум. Овој пат роковите се кратки за подготовка, со оглед дека во моментов немаме државна изборна комисија,
а законот за референдум не соодветствува со изборниот законник. На престојниот референдум не е утврдено дали ќе гласи диаспората и дали ќе биде задолжителен или консултативен. Имаме, орган надлежен за ажурирање на избирачкиот список, дик немаме. Да. Имаме цензус огромен. Немаме попис. Не знаеме колку ни се надвор. Дали тие од надвор ќе се вклучат во изјаснувањето? Ако да, како ќе се организира? И така натаму, многу дилеми околу тоа, а временскиот простор и период не е многу краток. Последната состојба со избирачкиот список на интернет страната на Државната изборна комисија е со датум од 1 февруари. До септември ќе треба да се прочисти списокот и да се утврдат точниот број на граѓани со право на глас. На последните локални избори минатата година на избирачкиот список имало 1.814.644 гласачи. Тоа значи дека за да биде успешен, на гласање треба да излезат повеќе од 900.000 граѓани, а прашањето за кое се изјаснуваат ќе биде усвоено или отфрлено, со мнозинство од вкупниот број граѓани кои гласале. Сегашниот избирачки список оформлен е горе-долу неколку години назад. Од тогаш сигурно неколку стотици илјади луѓе се иселија. И тие нема да дојдат тоа да трчат да гласат за референдум. Апсолутно е јасно дека еден таков дел нема да дојде да гласа. Некој може да дојде таму сосема малку. Потоа е исто така јасно дека ако не бират пратеници, со кој утре ќе има цело време работа, на референдум за општо изјаснување, тешко ќе излезат. Тоа не е вистински мотив. Тешко ќе ги мотивират луѓето. Одлука за распишување на референдум на национално ниво носи собранието, а од денот на објавувањето на одлуката во службен вестник до денот на одржувањето не може да поминат помалку од 60, ниту повеќе од 90 дена. Тоа значи дека ако референдумот е предвиден за крајот на септември, тогаш најдоцна за 2 недели парламентот мора да распише референдум. Во однос на референдумското прашање, мислам дека треба да се биде внимателен на граѓаните, да им се нуди прашање која нема да остави никаква дилема, туку јасно определување. Владата, односно премиерот Зоран Заев, веќе ја почна кампањата на социјалните мрежи. Да кажеме да за македонската иднина. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН се изјасни дека ќе гласа против, но какви насоки ќе добие членството, Мицкоски во одговорот не е ни риба, ни девојка. Елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е да одлучи дали ќе гласа или нема да гласа. Исто така елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е доколку одлучи да гласа, да му се гарантира тајноста. Дали ќе гласа за еден друг, доколку се парламентарни или локални избори, за или против, доколку е референдумско изјаснување. Така што во рамките на уставот и правата на граѓаните вие треба да го барате одговорот на политичките партии. Андо вели дека референдум треба да се одржи само ако меѓу партиите има консензус, дека ќе ги повикаат своите сопартици и симпатизери да гласаат, а не да бойкотираат. Прво прашање по мој кој треба да го решат, треба да се задолжат заедно, консензус да има околу тоа дека сите партии ќе го повикат населението, граѓаните да излазат на гласање на референдумот. И нека си гласа кој како сака. Тогаш дури се гледа сликата вистинска. Опозицијата мислам дека треба да обстои на ставот кој го гради 20 и кусур години, дека е за референдум. И евентуалниот бойкот би бил контра целата политика што ја градеше 20 години. Ако успее референдумот за името, според законот, собранието е должно во рок од 60 дена по објавувањето на резултатите да го уреди прашањето, односно законите на кои се однесува референдумот. Доколку па граѓаните се изјаснат дека не се за Република Северна Македонија како услов за влез во НАТО и ЕУ, тогаш ова исто прашање на референдум не може да се постави најмалку 2 години.
Министерката за правда Рената Тринеска-Дискоска ја отфрла можноста за промена на цензусот на престојниот референдум, наспроти најавите на некои незини колеги од владата. За очекувањата од референдумот во интервју за Проверено говори министерката Дискоска. Министерке, прашањето за референдум отвара една непознаница и дилема. Се работи за министерот за надворешни работи Никола Димитров во неколку наврати најави дека постои можност за менување на цензусот. И сега прашањето е вие да одговорите дали тоа планот всушност на оваа влада. Она што го имаме во моментот како закон за референдум и граѓански иницијативи е закон кој што ни ја уредува постапката за спроведување на референдумот, со тоа што дел од прашањата се уредени во рамките на Уставот. Прашањето за цензусот е уставна материја и Уставот оперира со два вида на цензус за референдуми кои што се распишуваат за надлежности на собранието. Цензусот изнесува согласно Уставот 50% од вкупниот број излезност, од нив мнозинство да гласаат за во корист на референдумот. Од друга страна, постои еден уште повисок цензус во Уставот, кој што вели дека за прашања за стапување и стапување во сојуз и заедница со други држави, гласањето, за да биде успешно, потребно е гласање за тоа прашање од мнозинство од вкупниот број. Така што Уставот веќе ги поставил рамките на тоа што значи цензус. При тоа, тука нема маневарски простор, ниту можност за промени, со оглед на тоа што тоа прашање е уставно регулирано. Другите делови кои што се регулирани во законот, факт е дека во моментов ние имаме една ситуација во која што ќе треба навистина Државната изборна комисија да си превземе своја улога во дефинирање на определени прашања со упатства за спроведување на референдумот, бидејќи Законот за референдум и граѓанска иницијатива е многу стар и тоа е пред донесувањето на изборниот законник. Во овој закон за референдум имаме повикување на закони кои што веќе не постојат и кои што се заменети со изборниот законник, како например законот за избирачки список, понатаму законот за избор на пратеници во собранието на Република Македонија, кој што беше заменет со кодификацијата на изборното законодавство. И одредени прашања, значи, каде што се регулирани во законот за референдум е неспорно, но има одредени прашања кај што има повикување на законот, значи новија закони кои што не постојат, по аналогно толкување би требало да се прифати дека тоа е практично изборниот законник. Сега, во корист на неменување на постојниот закон за референдум и граѓанска иницијатива е праксата која што ја имавме досега со локалните референдуми. Значи, ние имавме пример на референдум во општина Центар, кој што се спроведуваше за градскиот трговски центар, согласно постојниот закон за референдум и граѓанска иницијатива. Понатаму имавме локални референдуми околу рудниците, така, во други општини, така што Државната изборна комисија успеа да ги спроведе овие референдуми врз основа на постојниот закон, така што со аналогно толкување на таа пракса која што постоеше и одредбите од изборниот законник би требало да може да се спроведе овој референдум. Ако остане цензусот ист, како ќе се обезбедат оние 900.000 гласачи, ако знаеме дека не се знае всушност вистинската бројка на населението, значи на гласачите и списоците, самите списоци не се исчистени? Факт е дека избирачкиот список и неговото прочистување беше прашање кое што се провлекуваше во изминатиот период како прашање кое што треба Македонија сериозно да се посвети, но исто така факт е дека референдум за прашање кое што сега би се поставило е референдум кој што е од високо значење за сите граѓани на Република Македонија и навистина би требало да биде голема мотивираноста да се излезе и да се гласа. Сега јас не можам да претпоставам дали ќе имаме повици за бојкот на референдумот или не, но во секој случај граѓаните со својот став за излегување или не излегување, гласање или не, ќе го соопштат ставот за прашањето. Во крајна линија и тоа е некаков став за
нивното мислење по определено прашање. Едно од прашањето кое може да го испроблематизира референдумот всушност и одбивањето на Иванов да стави подпис на договорот со Грција. Гледате ли можност тоа да се случи? Јас искрено да ви кажам, Иванов веќе навистина ги помина сите граници на негово уставно однесување. Значи, тој по уставот нема право на апсолутно вето, но се однесува како да го има, што значи флагрантно го крши уставот во изминатиот период во неколку наврати. Неговото неуставно однесување, за жал во моментов со немање на двотретинско мнозинство во собранието, не може да биде процесуирано преку онаа постапка за импичмент која што е предвидена, што покажува дека ние на некој начин и во уставот имаме определени слабости, што го согледавме веќе и во неколку ситуации, но исто така треба да има излезно решение во ваква ситуација. Никој не му дал право, нашиот устав е многу јасен дека кога ќе се отфрли ветото на председателот, значи првото одбивање да не се подпиша, тој според устав е должен да го подпише законот кој што бил вратен. Во конкретниот случај околу овој закон за ратификација, не мислам дека треба да правиме драма околу тоа негово неподпишување од аспект на обврските кои што ги има Македонија според договорот. Така што нашата обврска е да се ратификува договорот. Подпишувањето на Иванов на некој начин е калкулирано дека, знаејќи го неговото досега неуставно однесување, дека може да се случи и не е услов за спроведување на договорот. Да, и со тоа не би попречило на референдумот. Се поставува прашање, односно исто така е непознаница, дали диаспората ќе гласа, заради тоа што во законот за референдум всушност и не стои таква одредба за диаспората, и дали тогаш се предвидува да се третира, да се оди според законот за избори, односно изборниот закон. Значи, тука ќе треба Државната изборна комисија да донесе својата одлука каде ќе гласа диаспората. Инаку дека ќе гласа не е спорно, од причини што лицата кои што живеат во странство, кои што се на привремен престој според нашиот изборен законник, имаат право на глас и тие се дел од избирачкиот список. Ќе остане прашањето дали тоа избирачко право ќе го остваруваат во местата каде што живеат или пак во земјата, но тоа ќе зависи од упатството кое што ќе треба да го донесе Државната изборна комисија, бидејќи во моментот кога е носен законот за референдум и граѓанска иницијатива, немаше можност за гласање во диаспората. Тоа е воведено подоцна со изборниот законник. Добре, благодарам се. Благодарам вас. За или против? Вака ќе треба да гласаат граѓаните на престојниот референдум. Прашањето се уште не е дефинирано, но јасно е за што ќе одлучуваме. За промена на името со цел влез во НАТО и во Европската Унија или неменување на уставното име и Република Македонија надвор од овие меѓународни организации. Тоа беше се во ова издание на Проверено. Се гледаме следниот вторник.